Вие ја следите Македонски корени со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, во наредниве 50 на минути, малку можеби помалку, ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Сотир Костов, аналитичар, колумнист и поранешен обвинител, но денес имаме проблем со линковското поврзување, но тоа не не спречува да го реализираме денешново интервју. На телефонска линија веќе го имаме господинот Костов, само да провериме. Господине Костов, добро ви утро и добро дојдовте на Македонски корени, дали се слушаме? Добро ве најдов, господине Јон. Бидете ми поздравени од мене и од Македонија и од сите македонци. Многу добро ја ве слушам. Вие како ме слушате, ќе ми кажете? Сега е добро, може малку и погласно да зборувате, меѓутоа добро ќе биде. Добро ви утро. Ќе се потрудиме. Така, добро ви утро и од мене, господине Костов. Ви благодариме што и овој пат не удостоивте нас, но пред се нашите гледачи и слушатели. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите. Да се надеваме, добро утро и за тебе, Бети, поздрав за сите македонци во Австралија, па и сите австралијанци во Австралија. Благодарам. Пред 2 дена, на 16 февруари, стигна одлуката од Судот за човекови права во Страсбург. Од она што како информација излезе во јавноста е тоа дека овој суд не одговори дали важат аболициите што ги даде поранешниот председател доктор Ѓорги Иванов. Наместо пресуда, Страсбург донесе решение со кое жалбите на обвинетите во предметите на згаснатото СЈО ги оцени како преуранети. Дали ваквиот одговор од Страсбург беше очекуван? Ке сакате ли вие од правен аспект да објасните што всушност ќе значи оваа одлука од Судот за човекови права во Страсбург и како ќе го прокоментирате прераниот триумфализам од страна на државниот врв, барем од оние неколку изјави кои ги слушнавме пред се изјавата на Пендаровски и Спасовски веднаш по добивањето на одговорот од Страсбург? Видите да ви кажем, за да се зборува за било што за судот од Страсбург, треба најпрво да се знае каква е неговата поставеност, како тој работи, како тој суди и пресудува, поточно одлучува. Тоа е суд кој се грижи да се посочат или одбранат правата човекови кои се загарантирани со Конвенцијата за човекови права на Обединетите нации и на сите други меѓународни организации кои зборуваат за човекови права. Тоа не е суд кој мериторно пресудува дали некој е во право или не, туку ги посочува прекашувањето на човековите права. Се во случајот на Македонија е малку специфично, бидејќи Македонија не стои високо на листвицата како држава со правен систем кој има правна загарантираност или поточно сигурност или правни алатки кои ги штитат човековите права. Тоа е околу статусот на судот. Второ, видовме дека му треба 4 до 5 години на судот да одлучи дека ништо нема да одлучи. Поточно, дека барањата на обвинетите кои се обратиле до судот за човекови права се преуранети. И па сега видите ја бирократијата европска или светска, ако сакате, а ваму нам ни кажуваат дека имаме вакво или онако судство неажурно или така натаму. Како и да е, постапката се враќа на почеток. Апсолутно ништо не е пресудено, апсолутно никој ништо не треба да толкува дека некој победил или некој изгубил, од причина што судот воопшто не одлучувал содржински, не се впуштал, туку дури нагласува во образложението дека согледал некои пропусти во поглед на повреда на човековите прави процедурални на обвинетите во Македонија кои се обратиле до него и укажува на судските инстанции, првични и секундарни, да внимават на заштитата на човековите прави кога ќе одлучуваат по нивните жалби, приговори и така натаму. Владата, јас можам да ја сватам,
со својата пиар машинерија одма спинуваше, ја заврти работата и рекува дека ние телефиравме, го споменуваат мртвото СЈО и така натаму. Не, тоа е едно залажување. Сите правници писмени знаат дека не е така. Кога анализирате овој случај, јас ќе ви посочам двата главни експерти во област. Тоа е од теоретскиот дел професорот Калајджиев. Ако пред некој ден го гледавте на една од телевизиите, медиумите во Република Македонија, тој многу добро објасни каква е ситуацијата на овој план, а да не заборавиме и адвокатот Тони Менкиновски дури веќе ја коментираше одлуката на судот, значи тој веќе ја има, ја образува, ја проучил добро и ја кажа правата вистина на тој план. Мене малку ме зачудува што обвинетите не го ангажирале најуспешниот адвокат во Македонија, на Балканот и пошироко во поглед на одбрана на човекови права пред судот на Страсбург. Човекот има 16 добиени предмети пред тој суд, или поточно 16 пати бил успешен кога ги бранел човековите права на македонците во Македонија и соседните држави. Значи, да заокружам, апсолутно ништо не е одлучено, се враќа повторно од причина што главно укажување е дека обвинетите не ги искористиле сите правни лекови во домицилната држава, тоа е Република Македонија, на нив им укажуваат да ги искористат до крај, значи до прва, втора, трета инстанца да се жалат, од кога ќе заврши тоа да се обратат до судот, а на институциите правосудни им укажува: внимавајте на процедуралните грешки што се ги направиле, да ги исправите или да не ги повторите. Енде, толку е правата правна вистина, тоа е фактичната состојба, сето друго е спинување, сето друго е лицемерие и сето друго е залажување на јавноста. Повели Јони Бети. Како ќе ја прокоментирате изјавата на вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, кој им честиташе на луѓето кои ги изработија одговорите на прашалникот, кој судот за човекови права од Страсбург го испрати до македонската влада уште во 2020 година, како и до тоа дека судот во Страсбург ги уважил аргументите на владата. Не интересира и делот каде што Маричич вели дека денешната одлука на Европскиот суд за човекови права представува добивање на клучната битка за нашата држава, а тоа е што предметите на специјалното јавно обвинителство кои и во Европската комисија и нивните извештаи се споменуваат, остануваат валидни и продолжуваат да бидат предмет на судовите и обвинителствата во државава. Каде и во кој дел на одговорот од Страсбург го виде Маричич сето тоа? И ако сакате да кажете и неколку зборови за тоа што Маричич, кој во тоа време беше министер за правда, се одлучил да ангажира странски експерти за да ги спремаат одговорите на прашалникот наместо домашни експерти, а за кои што дури сега дознава македонската јавност, и дали причината за се уште неможноста да се жалат до Врховниот суд оние кои се осудени со драконски казни за склучувањето од 27 април, лежи токму во чекањето на одлуката од Судот за човекови права во Страсбург. Зошто на Судот за човекови права во Страсбург му беа потребни повеќе од 5 години да донесе оваа одлука ваква каква што е? Па Јон, во еден дел и ти даваш одговор на прашањето. Да почнеме со ред. Бојан Маричич, за него сум кажал и нема ништо ново да кажам, ако кажам дека тој е правнички неук и да не речам полуписмен правник, од причина што како министер за правосудство не покажа буквално ништо и сега не е министер или поточно подпредседател за европски прашања, за европска интеграција и така натаму. Не, апсолутно тој зборува за нешто непостоечко во овој случај, од причина што тој пацијлерен комплекс Семјон Семјоновиќ има розови очила и ги спинува, ги превртува работите и измислува дека тука се работи за СЈО, дека тука се работи за владата и така натаму. Апсолутно тоа не е точно. Се работи, да повторам уште еднаш, одбрана на човековите права пред судот во Страсбург или констатирање на судот дали човековите права во конкретните правни случаеви се повредени. Такво нешто судот што зборува Бојан Марич не одлучувал. Тоа што тој ангажира странски експерти не е така лошо, ама тоа е признание дека во тој момент владата немала
правна експертиза како што треба, значи немало експерти ангажирана, а ние ги имаме во Македонија, ама таа не сака да ги види, таа не сака да ги ангажира, на еден начин ја навредува експертската правната фела во Република Македонија и се ангажира странски експерти. Сега видите, ангажираното е странски експерти, ја колку знам тие работија година и пол, две, еве ти 2 години тие не одговара на судот, па имаше некои препукувања, откако доби судот поминаа уште 2 години, тоест прашалниците, поминаа уште 2 години и фазно фали 1 година судот да работи, да размислува и така натаму. Еве таа македонско и европска бирократија, како на извршната власт, така и на судската власт, ако сакате и на судот во Страсбург, и неефикасноста, и сега знаете како лаички кажано, на судот му требаше 5 години да одлучи, ништо да не одлучи. Да каже дека барањата пред судот се преуранети. Значи, да повторам уште еднаш, Бојан Маричиш е еден голем лицемер, еден политичко правен неук човек, кој ништо не покаже како министер за правосудство, а сега како министер за евроинтеграции, му го зема зборот на министерот за правосудство, наместо тој да се изјасни ова работа, тој како претходен министер сега, значи да не речам како прля пред магара истрчува и дава неточни констатации кои се лицемерни, правно неиздржани и се крајно политизирани. За тој човек во тој аспект јас тоа имам да го кажам, а за судот кажам, мислам дека многу бавно одлучува. За такво нешто тој може во претходна поставка од мене, по моја проценка, за година до година и пол, ја ги знам поставките како одат пред судот за Страсбург за одбрана на човековите права, може тоа за цирка година дена да го одлучи, но како и да е, поставката почнува од почеток и јас мислам дека човековите права на неправедно обвинетите, а потоа и присудените ќе бидат одбранети. Од она што сега се случува околу влезот на Алијанса во владата и околу реконструкцијата, гледаме дека и после 5-тиот ден во собранието продолжуваат маратонските расправи и се уште се на разрешување на министерот за здравство Беким Сали, а има уште 2 министри и неколку заменици кои чекаат на разрешување. Какви се овие разрешувања без при тоа да се изнесат разлози и објаснувања за нивните разрешувања? Што е тоа ново и дали ќе донесе нешто ново новата реконструирана влада на Ковачевски? Се разбира доколку биде изгласана кога двотретинското мнозинство е недостижно. Кој е темелот на нивната така наречена Европска коалиција, односно Европски фронт? Што е тоа судбоносно према изјавите на Ковачевски, та тој се одлучил да ја прави оваа мини реконструкција, а од друга страна им пропадна нели еврообврзницата. Како вие гледате на сето ова? Па не гледам баш многу добро, беќе да ти кажам, од причина што по моје длабоко убедување, постапката од почеток намерно се сгреши, значи наопачки тргна, ама тоа е смислено со цел подолго време да се разговара и дискутира во собранието, да македонската јавност се дефокусира од огромната корупција, од непотизмот, од кронизмот и од сите неуспеси на оваа влада. Па еве и самите правејќи го тоа се вика комплекс психолошки, тие изгрешија. Не се потрудија прво да се ја подпишат евроврзницата, тие што треба да ја подпишат, а еден од нив е министерот за правосудство, и сега кога ја ги сгрешиле, не, тие воопшто ништо не грешиле. Тие многу смислено тоа го направија, ама се во суштина неуки и не знаеја кои последици ќе произлезат од ова последното неподпишување на евроврзницата. Сега, значи тие разрешувања намерно се ставени така долго да се дискутира, ако ние немаме време за губење, они треба некој да направат одма оставки и разрешувања и да се замоли опозицијата да не поставува долги, да нема долги дискусии и прашања и туку да се сконцентрираме на новиот состав на влада. Тоа не е направено, јас ви тврдам дека тоа намерно не е направено и еве сега имаме дискусија, не знаме до кога ќе трае таа дискусија. Нема ништо во поглед на второто прашање, апсолутно нема ништо ново во оваа реконструкција на владата на Ковачевски од причина што
ова е реконструкција трангија, франгија, јас на тебе, ти на мене, јас тебе ќе те спасам, ти мене те молам да ми даеш поддршка, или ќе влезеш ти во владата, ќе добиеш неколку министерски и директорски места незаслужено, ама ние некако да се спасиме од тенкото мнозинство, иако не сум сигурен дека они ќе добијат некој пошироко мнозинство, бидејќи јас ова влада веќе ја гледам како еден стар, офуцан балкански, македонски автобус, кој е крш и кој е пред зарибување, во кој на секоја следна станица едни излегуваат, други влегуваат, и тоа е еден таков хаос, каде што не може човек редо да му го фате. Не гледам јас тука никакви програмски согласувања, туку видов едно прекрасно дел договори помеѓу Таравари и Ковачевски. Таравари се покажа као голем лидер, ама лидер кој се пазари, го надмина села и од голем опозиционер и борец за ново парламентарно мнозинство влета во преградските на Ковачевски и на власта, желен за власт, нека му се остави желбата. Не сум сигурен дека за година и неколку месеца било што ќе има да покаже, а Башка внатре ќе има судови, со кого кобајаги или суштински до сега се спротивставуваа и наводно се бореа против корупцијата и криминалот на Дуи. Ова е еден таков експлозивен композит на нова влада која мислам од внатре ќе имплодира, значи нешто повеќе од експлозија и нема да даде никакви резултати. За евроврзницата поголеми експерти од мене во финансиите и во економијата кажа дека Македонија со ова го губи рейтингот. Меѓународната финансиска јавност се покажа како држава која не ги знае процедурите и не ги знае последиците, што е многу поопасно од тоа да започнеш постапка за евроврзница и да не ја завршиш, да измамиш инвеститори кои купиле во првичното надавање, а можеби препродале веќе, си нашли тие своји други партнери на кога да ги продадат деловите, и така функционира во врзницата и ти отеднаш да кажеш не ја подпишуваме. Се враќа на почеток тоа, прашање под какви услови сега ќе ни дадат евроврзница на 600 милиона евра, овде мислам на каматата, и Башка мислам дека обрзо ни е околен пред меѓународните финансиски институции. Голем срам, големо непознавање на процедурите, а во поглед на евроврзницата, а во поглед на реконструкцијата, мислам тоа е еден срам невиден до сега, да луѓето кои допред неколку дена те соборуват од власт, сега ти да кажеш дека програмски сте се уедначиле, мислам на Ковачевски, и дека ќе градите држава, и случајно тоа тие не може да го направат, но живи би видели и ќе видиме до каде ќе оди ова реконструирана и јас би речел издупчена влада као швајцарско селе. Господине Костов, како гледате на напорите на СДСМ и на ДУИ, а сега и на Алијанса да го изолираат ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија со вегување на наративот дека биле антизападни и антиевропски, односно новата поделба на европски и неевропски фронт, а која поделба ја турка владата на Ахмети и Ковачевски, изјавувајќи дека тие правеле сојуз, односно фронт за Европска Унија, ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, како и другите кои не се дел од коалицијата на ДУИ и СДСМ, биле антиевропски фронт. И како ќе ја прокоментирате изјавата на Бојан Маричич, пак кај Маричич, дека оваа реконструкција ја правеле со цел за јакнување на мнозинството, за да можат во оваа последна година од нивното владење да се зафатат со реформи во стабилизација на државата од тешки кризни, набројувајќи ги здравството, економската и енергетската криза, но и за обезбедување на еден фронт за европска еднина. Човек да не верува дури. Па и не е за верување и онда ти кажам. Видите ви кажам, значи, јас се разликувам и мене ми е драго што се разликувам од некои групи аналитичари кои упорно тврдат дека наводно, јас велам наводно, ВМРО-ДПМН, неговата коалиција е изолирана. Напротив, ВМРО-ДПМН и коалицијата сега имаат бришан простор, единствено тие во последните 6 години не практикувале власт, единствено тие не и наштетиле на државата, единствено тие погрешно не потрошиле нити динар од државната каса, и единствено тие остануваат да се вратиме на вистинските
основи и вредности на нашата Република Македонија, а не на ова, не сакам ни името на буквата С да и го изговорам, што ни е наметна Заев СДСМ и ТУИ, апропо спогодбата со грците и овој срамниот договор за добрососедство со бугарите. Значи, нека се групираат тие колку сакаат, но тие се покажаа дека тие не се баш за вистинска Европа, за Европа со вредности, дека не може тие да спинуват и да кажуваат дека ВМРО е антизападно, антиевропско, а наводно и не било македонска партија и префрлат пак бугаризми и така натаму. Ајде вака да се запрашаме да ги гледаме фактите. Кој го смени знамето на Република Македонија? Кој го менуваше уставот на Република Македонија во раните 90-ти години? Кој правеше Охридски договор? Кои асномските темели ги разниша на Република Македонија, се веќе доаѓам времето на Заев. Кој го смени името на Република Македонија? Кој даде дел од историјата, тој е античкиот дел на славната историја на Република Македонија? Сето тоа е направено кога владее СДСМ, кога бил председател Бранко Црвенковски и подоцна кога бил председател Заев и секој пат се во коалиција со ДУИ. Таму треба да бараме антимакедонштина, таму треба да бараме немање на вредностен македонски систем, а што ти немаш вредностен македонски систем, што ти ги рушиш темелите на државата ни Република Македонија, кои се и ленденски и асномски, знаете, ја променија на два пати преамбулата, еднаш 2001 година, а втор пат кога се менуваше името на Република Македонија, па ја не гледаме некои европски квалитети и европски вредности на оваа коалиција. Значи, тоа е само напамет зборување и тоа е само фрлање пепел или песок во очите на македонската јавност и на македонските граѓани, за да ете тие како така останат на власт. Сега, ако некој не смее да го употреби зборот, сега одам на второто прашање, или вториот дел од прашањето, не смее да го употреби зборот реформи и стабилизација на државата, тоа е оваа власт, тоа е овој композит срамен, македонско-албански композит од властодржци, од причина што види ја. Јас сум учествувал, ако не повеќе, во две реформи во овие 30 години во демократска Македонија. Реформи не се прават за година дена. Само година дена ти треба да се припремеш, па година дена ти треба да ги организираш институциите и дури потоа ти треба 2 до 4 години, значи од прилика за здрави реформи ти треба мандат и пол. А тие веќе потрошија мандат и пол, ниту една реформа не направија, ниту една реформа не е успешна, да не речам дури не им се ни започнати. И види сега ти бласфемија, лицемерија, види ти немање на морал, тие нас, тој Бојан Маричич, ама веќе главата ми пукна од него, ќе ни кажува дека тие за година дена ќе правеле реформи и ќе не стабилизирале во државата. Тие прво не дестабилизираа правно, политички, економски, социјално, на крајот со ковидот здравствено, тие дури и односите што привидно ги подобрија со грците и бугарите ги растурија, сега е кулминација со бугарите, многу скоро ќе се јават и грците, ќе видите, ништо тие немат спроведено спогодбата меѓу Грција и Македонија во поглед на името, а од нас барат да може се да смениме, па дури не ни дават ни да си го употребуваме бренд името во економијата, кога излагаме на меѓународни стајни и така натаму и така натаму. Ова што го зборува Маричиш е од немок, од незнаење, од неукос и замајување на јавноста. Во тоа морам да признам малку се успешни, од причина што кога една лага 100 пати ќе биде повторена, таа на некој му звучи како да е вистина. Ама ние по искусните тоа го гледам ти многу добро тоа си го детектирал и поставуваш на место новинарско прашање. Одговорот ја го дадов, колку сме задоволни или не, ќе видиме од реакцијата на публикумот и слушателите. Појлио. Господине Костов, како гледате на изјавите на Ковачевски, кога еднаш изјавува дека министерот за правда Тупанчевски е најдобриот експерт во државата, а сега токму него го трампа, изјавувајќи дека сегашната одлука за мини реконструкцијата не е мотивирана
од имиња и презимења, од желби и мотиви и барања на било кое партиско раководство. Не гледам добро, тоа е едно врвно лицемерие и што е многу, врвно лицемерие е лична особина, ама што е многу побитно, тоа е една голема навреда за професионалната правна вшела во Република Македонија, која не е за подценување. Ја уште на почетокот ви напомнав, еден докажан адвокат, а не е осамен, веќе имаме неколку групи адвокати кои се многу успешни пред судот во Страсбург за човековите права. Имаме плејада професори и искусни и докажани, како внатрешно на домашен план во правниот систем, така и меѓународно. И еве сега сите тие се за нив олицетворение и Тупанчевски, се надевавме дека ќе имаме напредок, но да бидам искрен, и краток беше периодот, ја многу повеќе очекував од Тупанчевски, ама малку се заинтересирав кај моите познаници во Министерството за правда дали се водат некои реформски захвати. Да, ми кажа едно 3 до 4 области министерот организирал групи и работни тимови за довршување на некои реформски зафати во некои дури и системски закони. За жал многу не се постигнало, но како и да е, за разлика од Маричиш, човекот ги засука ракавите и нешто се обидуваше да направи. Тоа што ќе го памтиме него само по она што бија како вип личности на она фудбалската такмица на Република Македонија, ќе ни остане така како една немила работа, но горчината моја е тоа што се отворила експерт од македонската правна експертиза, се најпрви се фали, се дига до неба, а потоа се фрла. И тука мене ми се подсетува, јас сум човек малку во години, кој доста памти, кога Гошев во раните 90 години одговори еднаш на СДСМ и на господинот Кирил Григоров, не сакам да бидам крпа за еднократна употреба и потоа фрлена. И тук ова Ковачевски го прави со Тупанчевски, значи ова не е само погоден господинот Тупанчевски, но туку целата докажана правна експертска тела во Република Македонија, која сега е засрамена со оваа смена и ќе дојде некој партиски војник. Тупанчевски, морам да признам, храбро се држеше, покажа морал, не покажа, никого не нападне, достоинствено го прими тоа, но ова е голем стан за нашите властодржци. Господине Костов, каков е легитимитетот на оваа влада да остане на власт кога оние коалициони партии кои допринесува да се формира тоа мнозинство за време на претходното соочување со народот, ја напуштија коалицијата, а со тоа се изгуби мнозинството. Дали беше легитимно останувањето на власт со приклучување на други партии кои има сосема различна агенда, а сега го спасуваат тоа парламентарно мнозинство? Ако ја нудиме од непобедниот факт дека легитимитет е поддршка, значи имаме легитимно и легално. Легитимно и легитимитет е некој да има поддршка. Сите знаеме дека оваа поддршка е многу тенка, многу. Во македонскиот блок беше изразена со 2 пратеника, а на ниво на коалиција беше изразено прво 61, па со првата бласфемија и првото срамење кога беше киднапиран еден пратеник, таа отиде некаде на 62-63 пратеника, и ве сега се фалат дека наводно имале 64 и повеќе. Ако се земе дека 8 влегуваат, 4 плюс 1, 5 излегуваат, дека огнените не знаеме до последен момент како ќе гласаат, сега за сега имаме информации дека ќе гласаат со не, тогаш оваа влада е нелегитимна, оваа влада е на граница на малцинство, значи на граница на 60-61 пратеник. Ама ако ја земеме целокупната атмосфера, социјална, здравствена, економска, правна, политичка, уставна и најинтересно морална атмосфера во државата, оваа влада одамна требаше да се замене, на оваа влада и се спротивставија сите можни компоненти на поимот јавност. Еве да ве подсетам. Сите историчари минус членовите на комисијата и се спротивставија. Сите лингвисти и се спротивставија кои се
работеше за македонскиот јазик, а во првиот случај се работеше за населната промена на историјата. Сите интелектуалци со мали исклучици, не 1, 2 до 3, и се спротивставија како на спогодбата со Грција, а особено на срамниот и никако би рекол правнички договор за соработка и добрососедство со бугарите. Експертската јавност се спротивставува. Сега не знам дали го очувате, сите медиуми се прешалтуваат, се против политиките срамни на оваа влада и ги напаѓаат тие политики, а се губе премиерот и подпредседателите и министрите и почнуваат да јавно напаѓаат медиуми, да ги оквалификуваат срамно, ги уценуваат со оние дотациите. Едноставно оваа влада нема легитимитет. Оваа влада треба да се замине. Ковачевски е изваден од нечи шилен од шинел, од некој ракав, а знаеме тој од ракав на другарот му и со студентот заедно биле некаде студирале со заед. Овој човек не е проверен на избори и требаше да има доблест, од која направи првата влада пред година и кусур, кога виде не бива да се повлече, да се даде оставка, а не да прави вакви срамни реконструкции на влада и да ги представува како голем успех, а еве гледаме што се случило во собранието. Нема легитимитет оваа влада, стојам за оваа констатација. Ако оваа реконструкција на владата која ја предлага Ковачевски имаше сериозни намери за обезбедување на подобар живот на македонскиот народ и македонските граѓани, како и влез на Македонија во Европската Унија, зошто не ја представува како влада за борба против корупцијата? Зошто не ја представува како влада која ќе се занимава со темите кои ќе ни го отворат нели патот кон членството во Европската Унија, како на пример функционално правосудство, криминалот и корупцијата, функционално здравство, функционални институции, да не набројувам. Понатаму има уште еден куп теми кои треба да се подобрат доколку вистински сакаме да влеземе во европското семејство. Па, види, не може он така да представува, бидејќи владата треба да е лекот за болките на македонското општество и на македонската држава. А во суштина, владата е канцерот. Институциите што таа ги раководи се толку корумпирани. Сите домашни меѓународни истражувања го покажаат тоа. Сите домашни меѓународни релевантни институции на граѓанското општество го покажаат тоа, го детектираат. И сега, ако си ти на врвот на корупцијата, ако си ти тој што прави кронизам, а тоа е на своите блиски соработници да им ги даваш тендерите, ако си ти матицата на непотизмот, а тоа е твоите блиски, еве сопругата, највисокиот пример ќе го кажам, најимпортантниот, сопругата на премиерот, замислете, ни развива енергетски извори и така натаму, и ако тој премиер не се срами од тоа, ако тој премиер не знае да рече пред јавноста, добро, сгрешив, се повлекува сопругата, додека сум премиер нема да се бави со бизнис кој зависи од буџетски средства, кој зависи од тендери на Република Македонија, тој не знае тоа да го направи. Тој нас не залажува дека таа требала да работи, дека таа ќе била голем бизнисмен, дека кумчето му откочени исто така бил голем бизнисмен. Па ети ние од тие луѓе, тоа значи немање прецен на морал. Тоа значи луѓе кај кои етиката е еродирана. Тие морално се распаѓаат, не може од нив да очекуваме ефикасни политики, не може од нив да очекуваме да работат за интересот пред се на граѓаните, а потоа и на државата, пред се за националните интереси, а потоа и за државните интереси. Тие луѓе си работат за нивните лични интереси, за нивните партиски интереси, за нивните коалициони интереси. Тие луѓе се забегана политичка елита која создаде мафија, и јас дури одам чекор понапред од сите, јас велам не како што е во други држави, државата си има своја мафија, туку македонската мафија си има своја држава која ја раководи, и затоа ние само пропаѓаме на планот на корупција, на крајот на планот на организиран криминал, и апсолутно ништо не ни тргнува, немаме елементарно, не може да обезбедат лекови. Еве конкретен пример, ни почина човекот. Значи,
Тоа е срамота, ако дига во небеса Филипче, сега овој министер и тој нечини ќе го менуваат на таков начин како што ќе го менуваат. Лично мислам дека нема од овие, тоа е една безперспективност, тоа се вика политичко правен и уставен ќорсокат. Они го силуваа уставот и сега бумеранг им се враќа. Тоа е фројдовски синдром. Сега психологијата проработува, бумерангот ти удира во глава и нема веќе каде да силуваш, кого да силуваш, бидејќи еве сега се слуша, ќе го менувале уставот за бугарите и пак ќе го уценувале ВМРО. Тоа се вика мало сутрата, се вика и мало поген, тешко, ги научивме грешките и мислам дека тешко дека тоа. Дали со последниве случувања каде што имаме ситуација, едни влегуваат, а други излегуваат од коалицијата, Македонија сега е поблиско од Европската Унија од она што беше кога минатата година потпишаа преговарачката рамка со Европската Унија, или пак повеќе се оддалечуваме? Што е тоа поевропско во овој состав кој го предлага Ковачевски од оној кој беше досега, но и претходниот пред да направи првата реконструкција? Дали и вие го имате нашето чувство дека сега сме повеќе поделени отколку пред да ја прифатат преговарачката рамка и дека поларизацијата во нашето општество сега е многу повисока? Види дека сега, лично мислам дека точно е констатацијата и ја дури дадов метафора на офуца на автобус пред рикнување на неговиот мотор. Да, точно, едни влегуваат, други влегуваат, ама изгледа ќе испадне повеќе излегуваат отколку што влегуваат, бидејќи гледате сега и во македонскиот дел на коалицијата имаме проблеми. Конечно се одложи Павле Трајанов излегна. Знаеме како беше сменет председателот на ЛДП, преку ноќ го снема, ни дадоа нов лидер, жена лидер, Зајкова, значи веќе ја владеа таа партија. Истото се случува и со Дом. Базата на Дом сакат да го менуват лидерот, незината лидерка, да се ми даде поддршка, како така времено ја стабилизира и се уште е на нивна страна. Ако и тие излева од коалицијата ќе беше целосно распадната. Но ја мислам се ближи тој ден. Се ближи тој ден, бидејќи нема перспектива, немат ефикасни политики. Сега, дали сме поблиску или подалеко? Ја лично мислам сме многу подалеко, ама јас имам еден друг резон. Јас анализирав што не се случи со предлогот бугарски, предлогот Макрон, а во суштина бугарски предлог беше, тоа бугарска рамка. Видите, тој Макрон неуспешно се обидува да го зегне ликот на господја фрау Меркел, што би рекол, и да биде европски лидер. Прво направи нова методологија во Европска Унија и со тоа не ги затвори вратите последните 10-15 години. Ова го тврдат искусните аналитичарите кои знаат да ги ценат проблемите, па после ќе примале. И сега ако некој има добра диоптрија, ако некој не пати од синдромот на розови очила и Семион Семјоновиќ, тогаш треба да го прифатиме тоа како факт. Никаква 2030 година, бидејќи Европската Унија ќе се бави со своите проблеми, дури потоа ќе мисли на проблемите на државите кои аплицираат за влез во европското семејство. Така да, околу таа работа мислам толку. Сега, а второто, ова со бугарите, што по втор пат нам не се дава позиција инфериорност, национална инфериорност, уставна инфериорност, и Радев сега тука ни е диригент, командант и ни вика или ќе менете устав, или ќе внимавате човекови права на бугарите во Македонија, или нема Европска Унија. Што мислите вие, тоа случајно е? Не, тоа апсолутно не е случајно. Тоа да не се брукат високите европски, бриселски дипломати, на Радев му е дадено да зборува што сака, а простете, нека ми просто гледачите и слушателите, и да треска глупости во врска со нашите евроинтеграции. Ниту правата на бугарите кај нас се загрозени, ниту Македонија под такви услови ќе го смени уставот. Јас лично мислам дека ние сме подалеку од за влез во Европска Унија, не ми се бендисува тоа. Јас сакам Македонија од повеќе стратешки безбедносни причини да влезе во Европска Унија, иначе ја оваа Европска Унија не ја ценам. Ја ги ценам татковците на Европска Унија, системот што го
направи Моне, Шуман, Конрад Аденауер, Дегол и така натаму, овие нивни внуци или паравнуци се никакви, без морални вредностни системи, без вистински европски и проевропски вредности, луѓе кои дозволуваат во нивните пазови да се шири фашизмот и нешто. Не сум многу загреан за ова Европска унија, ама сум свесен дека мораме во тоа семејство кат-тати формално да влеземе и го поддржувам тоа. Се, дали сме поделени или не? Тука малку на две нивоа го давам одговорот. Да, во политиката и во политичките елити сме крајно поделени. Имаме два блока. Едни кои вериме доста беше ова тортура врз македонецот и велиме стоп, а други верат не, ќе дадеме се што треба, само да ги исполниме желбите на бугарите или на европските бюрократи. Таква поделба има, за кај народот ја немам чувство дека се делиме, напротив, она што го гледам по улиците, она што го гледам во контактите, а сега доста одам по општините, еден проект спроведувам, гледам дека се повеќе и повеќе редовите народот се избива, дека се повеќе и повеќе гледа дека ја изиграм прво со спогодбата со Грција, а потоа со договорот со бугарите и од оваа власт би рекол, поготово што социјалната е падната на нула, први со први никако не може да се поврзе, потрошувачката кошничка ја објавија сега дека е наводно веќе над 50.000 и ја мислам дека веќе нам се случува предфаза на социјална револуција. Народот полека се освестува, народот полека се буди и тука веќе ќе дојде до израз и веќе доаѓа изразот. А пркосот што него сакаше Зоран Заев, ама еве, тука ќе дојде до израз непокорот и простумот на македонецот и ние ќе се полека обединуваме. Други велат дека сме биле разединети, ја немам такво чувство, од причина што треба да правиме разлика меѓу политички елити и народ. Сега не може и народот да е една стамена материја монолитна, многу јасно дека има разлики, ама мнозинството народ си ја сака државата, мнозинството народ не е на присилно менување на уставот, како што беше уставот и името, и лично мислам дека на тој план напредуваме. Времето е пред нас, ќе покаже дали сум го прав. Клубот Ванчо Михајлов од Битола одби да го промени името и покрај тоа што беше должност тоа да го направи спрема новиот закон за регистрација на културни клубови и наместо тоа се закани со тужба во Страсбург. Ако се земе предвид дека отворањето на културните клубови било тоа да се во Македонија од страна на самоосвестените бугари или пак во Бугарија од страна на македонците, треба да соединуваат, а не да разединуваат. А бугарските културни клубови, оној во Битола и оној во Охрид, не се такви. Дали Македонија, односно македонските институции, треба да поднесат кривични пријави против основачите на клубот Ванчо Михајлов во Битола заради разгорување на националната омраза? Зошто македонските власти, односно институциите, не ја пресретнат најавената тужба за во Страсбург од страна на основачите на Ванчо Михајлов? Видите, тука можеби ќе ве разочарам, ја одлучив веќе да не им давам значење на бугарите. Од 1 јануари стартува со еден нов став дека нема бугари во Македонија. Намерно го правам тоа, од причина што според нив нема македонци во Бугарија. А знаеме на пописите, на време беа над 200.000, потоа 180.000 и така се стопуваа на вештачки начини. Наводно сега биле неколку илјади, што не е точно, цела Пиринска Македонија и прошироко се македонци. Значи не им давам голем значај, а особено не давам веќе значај во оваа година на фашистички клубови кои имаат имење на фашисти, на соработници на фашисти. Особено не давам значај на македонци кои преку ноќ се разбудиле, добиле бугарско чувство и се кажуваат бугари, а особено не давам никакво значење на луѓе кои конзумираат и дилаат дрога, кажуваат дека се онеправдани во Македонија, институциите од не знам кои причини не ги санкционираат, одат кај Радев, добиваат станови, добиваат обезбедување и ги величаат, а замислите човекот нема бугарско државјанство. И јас сум единствениот кој прв речеше пред некои 2-3 недели дека се работи за грабнување на македонец од Македонија со авион воен или на власта на Република Бугарија, однесен во Бугарија наводно на лекување,
после 10 дена покажам да се слика со Јотова и со Радев и му се даваат сите принадлежности како на народен херој. Па извинете, ако тој нема бугарско државјанство, па што е тој? Тој е државјанин на Република Македонија. Чувството не му го спорам какво сака нека да бъде. Ама конзумирал дрога, делал дрога, бил учесник во други тепачки. На такви луѓе ние ќе ги даваме на телевизија со највисоките државни лица, ќе ги сликаме и ќе велиме бидете како него, ќе добиете и станови, ќе добиете и пари и ова. Не, од мене толку за нив, не сакам ни да мислам апсолутно за нив, во право си, кривични пројави досега требаше да врштат, убавите требаше да бидат затворени, а видите, нема пресретнување, нека се жалат тие во Страсбург, ама ние предност ќе им ги ставиме 16 пресуди. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Маричич дека Комисијата за историски и образовни прашања не била од голем корис во разговорите? Па малку се прекина. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Маричич, реков дека Комисијата за историски и образовни прашања не била од голема корис во разговорите со нивните бугарски колеги, бидејќи цитирам, во македонската страна седат стручни лица на кои што политичарите не можат да им диктираат и никогаш не им диктирале што да кажат. Како гледате и на она запрепастувачка информација која пред неколку дена простори во македонската јавност дека се прават напори, односно дека е поднесена иницијатива од страна на историчарката Билјана Ристовска-Јосифовска, член на Комисијата за изготвување нова класификација на научните и образовни области и полиња според Фраскатиевата меѓународна класификација. Со ваквиот предлог се бара македонската историја да постане северно-македонска историја. Како еден од првите поддржувачи, па дури предлагач на овој предлог, се споменува името на Драги Ѓорѓиев, кој-претседателот на Мешовитата историска комисија од македонска страна. Дали со овој предлог, доколку биде прифатен, историјата на Македонија од средниот и новиот век ќе постане историја на Северна Македонија во сите историски периоди? Страшна работа. Изјавата на Маричич го потврдува спротивното од тоа што тој го збори. Бидејќи тој ги фали овие одродници од македонската наука и од македонската историја, мислам на членовите од Македонија во таа Мешовита комисија, тој покажува дека се под нивна капа, а особено под капата на оној славниот Османи, изиграва премиери и се шета по Бугарија и посетува криминалци по болница, и лично мислам дека тука се е кажано. Двујца членови од комисијата излегоа во две фази. Тоа кажува, а особено едниот и проговори дека дипломат од МНР им се мешал и им кажала што да работат, што да прифаќат, што да не прифаќат. Тие тоа не можеа да го скријат. Целата јавност знае дека тоа е комисија по диктат на политиката. Историјата не се бележи, не се пишува, не се превреднува преку вакви срамни мешовити комисии. Историјата ја пишуваат историчари, работејќи како научници, работејќи преку институционално преку МАНУ, работејќи преку нашите државни институти. Сакате за национална историја, сакате за лингвистика, да не ги споменувам ими Цепенков, Мисирков, институтите и така натаму, и само на симпозиуми научни посветени на определени делови од македонската историја. Ние имаме толку богата историја, ние имаме толку едиции на издавање на македонската историја, што нам не ни требаат 6-7 луѓе платени, подплатени, платени од државата, можеби подплатени од страна, да ни држат пара историски лекции и дури да се мешаат во нашиот систем на образование да го менуваат. Значи, апсолутно не е точно тоа што го зборува Маричич. Апсолутно е за бегана оваа господја Билјана Ристовска-Јосифовска со тоа што сака да го направи, бидејќи, ај вака да ја направиме една дистинција на слушателите и гледачите. Значи, не ќе ми да употребам, ама името на оваа Македонија сега, со С буквата,
почнува од договорот со Грција. Значи, до тогаш не постоела таква творба. До тогаш имаше Република Македонија од 90-тите години независна, посебна држава, и Република Македонија, федерална единка во СФРЈ, Автономска Македонија. Јас одам и подалеку. Крушевската република за мене е една од првите творби државотворни на македонците. Одам подалеку и од Крушевската република, одам македонското востание, Кресненско востание, одам пијанечката влада пред нив. Значи, тоа се творбите македонски, каде што никаде нема она на буквата С. Не може историјата од овие периоди, од Разловешко востание, Македонско востание и Ниндевско востание, НОБ, славното Асном, да биде историја на С Македонија. Тоа е непознавање, тоа е историски хомокретенизам. Значи, треба да си таков за да вакво нешто кажеш, значи ти служиш на интересите на соседната држава, само и само да ги задоволиш. Тука нема национален интерес, тука нема државен интерес. Повеќе не би давал значај, таа жена е срам за историјската наука, толку имам за неа. Значи, дали се плашиме ако овој предлог бил прифатен, дека историјата од целе средниот век и новиот век, па ја дури не се откажувам и од антиката, ќе биде променета и ќе биде историја на оваа срамната Македонија со буквата С. Не, апсолутно не може. Тоа се непобедни историски факти. Тие се влезени во европската историја, во светската историја, а релевантни европски и светски историчари си имаат произнесено за македонската историја и апсолутно нема да биде променета. Треба да имаме живци, треба да имаме истреност, да го истрпиме, да изтрпиме оваа тортура и да се ја одбраниме историјата. Како ќе ја прокоментирате средбата помеѓу шефот на дипломатијата Бујар Османи и македонските самоосвестени бугари? Се работи за онаа група која се пожали кај еврокомесарот Вархеј, а од друга страна испитуваше кој стоел за отварањето на македонскиот клуб Никола Вапцаров во Благоевград. Тој Бујар Османи пуштане оставено желава да биде премиер. Видите, он се припрема да биде премиер, неле, пред крајот на изборите, и го тренира, го навредува со тоа номиналниот премиер, тој Ковачевски, и ете пуста желава за театар, ама тоа е неуспешна режија, тоа се погрешни сценаристи, а би рекол и невистински актери, антагонисти, протагонисти и така натаму. Видите, ве кажам. Ја ќе ви дам конкретен пример. Еден од луѓето кои беа кај него и со него се слика и договара е мој поznaник Трандафилов. Со тој човек сум соработувал, ако сакате, баш 2000 година и пред неа 2001 година. Тој на еден начин се прослави како портпарол на Министерството за одбрана и така натаму и така натаму. Тој човек изгради една завидна политичка кариера. Тој беше министер, беше портпарол, директор на ДСЗ, мислам, и така натаму се, не можам се да набројам. Тој човек, не знам кога, преку ноќ или не знам кога, кажува дека е бугарин во Македонија. Ја не го употребувам изразот македонски бугарин, не постои тако нешто и ја ве одбегнувам да го употребувам и ја ве да му го респектирам тоа чувство. Дали тој човек личи на репресиран човек? Дали тој човек кој направил кариера што секој може да позавиди, па и ја да се бавам со политика, и ја ќе му завидев на него, и сега од каде бугарите се репресирани во Македонија и нивните права не се почитуваат. Не. Тоа некој му го дошепна, а тој некој е Макрон и неговите советници на Радев пред 2 години и им рекоа: не ви поминува ова со историјата, што сакате да ја земете, да ги земете светлите имиња на македонците, одете со тоа дека вашите бугари во Македонија се онеправдани. И Радев као мало дете, мали джокица, тоа одма преку нот го цврте, ги викна поставниците на бугарите од Македонија. Кај него ги инструираше, им направи таму некое советување, им направи некоја неука обука и еве ги одеднаш имаме репресирани колку сакате. Апсолутно тоа не е тачно. Со примерот на Трандафилов ви го покажав тоа. Не кријам дека сум соработувал, тој човек е паметен човек, интелектуалец. Зошто одеднаш е сега бугарин, ќе треба он да каже. Ја не можам за него да одговорам, а он е пример дека правата на бугарите во Македонија се почитуваат, дека они прават
добра, завидна, дали политичка, дали правна, дали бизнис кариера и никој во Македонија не е онеправдан како што тие тврдат. Поведете. Како ќе ја прокоментирате одлуката на Кривичниот суд дека делото за кое беше осуден Даравелски почнува од почеток? Судот ваквата одлука ја донесол врз основа на тоа што првичната постапка како и судската одлука со која Даравелски беше прогласен за виновен била во негова отсутност. Што ќе значи ова повторно судење после пауза од 20 години? Каков епилог очекувате од ваквата одлука? А за ова прашање јом ни треба време, ама ја ќе бидам кратко, ценејќи го времето што го имаме. Како поранешен обвинител, поранешен адвокат и пред се експерт во кривично право, онолку колку што сум или што сум бил, не можам да сум лицемерен и не можам да оправдам една ваква однесување пред се на Даравелски. Да го нема 20 години, да е во бегство и после 20 години да се врати кога знае дека е застарено и да се пријави културно уговор, си влезе во затвор и си излезе. Постапено е по законите. Тоа дело е застарено. Ама неговото однесување не го оправдувам, однесувањето на неговите адвокати не го оправдувам. Постапката на институциите е таква, ја мислам во рамките на законот, бидејќи он веќе е ослободен, нема да има повторната постапка, или сум лошо информиран, се отвори и судот констатира дека делото е застарено и човекот е слободен. Ако така ги изигруваме законите, ја мислам од нас нема да биде држава. Треба многу повеќе да ви елаборирам, ама не сакајќи да бидам лицемер, не сакајќи да бранам нечија страна или било што, си го кажувам она како што јас го читам уставот, како што јас го читам кривичниот законник и законот за кривична постапка. Сега на кој ќе му се бендиса, на кој не, а вистината е таа. Поведете. Како гледате на информацијата дека претседателските избори ќе се одржат 3 месеци пред парламентарните и со каква математика оние од парламентарното мнозинство ја пласираат оваа информација? Тоа е бегање од вистината. Тоа е плашење од народот, тоа е плашење од избори, плашење од демократија, страф од демократија и од избори, иначе негирање на претходните изјави на власта, што е ова, ќе се бавиме само со избори, па сега ако имаме избори во март и ако имаме избори во јуни, значи ние цела година сме се бавили со избори. Нормално е да се спојат изборите и да се заедно. Ја мислам и така ќе бидат споени изборите. Има една некоја шема интересна, дека ќе се групирале СДСМ плюс сите албански партии минус БЕСА на председателски избори за да избереме председател по нивните. Бујлу нека се групираат, ќе видите што ќе им се случи сега. Еден обратен синдром од она што Заев ни го направи на оние први според него славни избори, кога солиден дел од албанското избирачко тело од албанскиот електорат гласаа за СДСМ. Па нека пробат сега во период кога незванично дуи е распадната и се случија огнените, наводно ги напаѓале само Османи и оној другиот од владата, а уствари тоа е напад на Али Ахмети. Ако Али Ахмети е неприкосновен лидер и стратег во Дуи, ако ти се спротивставуваш на кадровите што тој ги дал, тоа е против огнените. Ја не сум мало дете, па ја немам погрешна диоптрија, ја гледам вистинската диоптрија на огнените. Огнените сакат промена во Дуи, што е убаво. 20 години е човекот. Ги смени сите председатели на СДСМ и на ВМРО, ги преживеа, надживеа и така, и само политичка смисла, не во животна смисла. И лично мислам дека во период кога Дуи се распаѓа, СДСМ веќе е распадната пред се морално и организационо, како и да се пригрупираат, нема да им успее тоа. Народот ќе си го каже своето и народот ќе се избере и нов председател и нова власт и така натаму. Да не заборавиме, председателот кај нас е еден вид англиска кралица, нема некоја голема политичка и правна моќ и може би и е добро новата власт да биде од десницата, а председателот ево нека и биде покетната од левицата, може би е добро за една демократска држава да има малку кохабитација, јас би рекол. Иако моето мислење е малку поинакво. Доста им беше, видовме како знаат што знаат, едниот се откажува од Гоце Делчев, другиот се откажува од историјата, такви премиери, такви председатели не би треба. Ама нека има некаков баланс. Поверете.
Вие многу долго се занимавате со анализи на состојбите во Македонија и многу убаво ви се познати сите случувања како во Македонија, така и во регионот. Како ќе ја прокоментирате изјавата на пратеничката Сафија Садики од Алтернатива поврзана со влијанието на наши соседни држави врз македонската влада? Садики во незината изјава обелодени дека македонската влада е создавана со влијание на Косово и на Тирана. Таа ова информација е заснова врз основа на влегувањето на Алтернатива кога влезе во коалиција со цел да ја спаси. Меѓу другото, таа од собраниската говорница кажа дека Еди Рама, на барање на сегашниот премиер Ковачевски, но и на Зоран Заев, извршил притисок врз Алтернатива и незините пратеници за да влезат во владата. И кога сме кај оваа тема околу пратениците, имате ли размислувано околу новото парламентарно мнозинство после наредните парламентарни избори? Постои ли некаква надеж дека ВМРО ДПМН ќе обезбеди доволен број на пратеници, и тоа 60 или преку 61 пратеник, за да не дојде до уценувања од страна на било која партија? Какви резултати вие очекувате на тие избори, било кога и да се случат? Видијам, моите комплименти за ова господја Садики. Таа кажува нешто што јас го кажав кога беше актуелно Тинанската платформа и реков не сакам Тирана и Приштина да ми кројат државни политики во Република Македонија, уште помалку да ми составуваат влади. И се дивам на храброста што ја кажа и еве ја имаме грзата реалност дека имало, ама сега и званично се кажува, Македонија, македонска провиненција, албанска, турска, српска, ромска и така натаму и така натаму. А не странските центри, разузнавачки, контраразузнавачки, политички, не знам какви од Тирана и Приштина и Софија, ако сакат и Атина да ни се мешаат. Значи, моите комплименти за оваа господја. Јас за што не сум искушен. Дали ВМРО и коалицијата ќе освојат мнозинство на следните избори, кога и да се дешат, дали оваа пролет, дали во втората половина од оваа година, дали до година кога се редовни. Напротив, јас цврсто верувам дека народот овој пат ќе знае за кого да гласа, ќе знае на кого да му даде доверба, затоа што севкупните незадоволителни состојби се такви што на народот му треба промена, на народот му треба надеж, на народот му треба прогрес и развој, бидејќи народот веќе не може да сврзи први со први. Длабоко верувам во она што го прави опозицијата, начело со ВМРО ДПМН, а да бидам искрен, од кога пред месец-два, бидејќи ги проучува, сега ќе се бавам оваа година со проучувањето на социјалдемократијата и социјалдемократијата како се практикува во Македонија и конзервативизмот, и конзервативизмот во Република Македонија, тоест народните партии европски и како тоа се пројавува во Македонија, па барајќи ги статутите, барајќи ги нивните основни акти на овие две носечки партии во Република Македонија, има среќа да дојдам до политичката доктрина на ВМРО ДПМН, што се накратко ќе сакам да ви кажам на еден начин да на гледачите, тоа слушателите ги успокојам. После долги години видов еден прекрасен документ во чија основа е македонската кауза, во чија основа се македонските национални и државни интереси, бидејќи видов документ кој се базира на континуитетот на историското и ВМРО и државни и национални интереси од Илинден преку НОП, АСНОМ до референдумот и до ден денес, видов документ кој се повикува на Илинден, на Крушевската република, на темелите и основите уставни, правни, политички, културни и историски поставени со АСНО, и видов документ кој нуди еден вид создавање на позитивна атмосфера, национална, државна, економска, социјална, правна, уставна, политичка, здравствена, па дури ако сакате и морална, документ во кој се содржани некаде повеќе од 20 вредности, еден нов вредностен систем нашата македонска десница прави, се превреднува во една нова народна, не нова, него еве рефреширана, освежена народна партија,
во чија основа е конзервативизмот, малку се напушта демохристијанството, па на крај крајва ние не сме имале некоја традиција во демохристијанството, ама ВМРО ДПМН станува вистинска народна партија, со цели високо државни и национални, една благородна, што би се рекло, например, таму во тој документ колку можам да се присетам стои дека возрешен идеал на ова партија е слободна, независна, мисля, просперитетна македонска држава, дека наводно тоа е една визија, еден идеал на ова партија, а што е многу интересно, дека наводно политичката стратегија овој пат е изградена на принципите на човечност и праведност, и тука паѓаат сите обвинувања дека ВМРО некои што досега беа присутни од страна на левицата и на власта, дека ВМРО наводно е нечовечна партија, насилна партија која повикува на немир и така натаму. Ја мислам лицето на ВМРО веќе е променето, нова генерација ВМРО-ци се дојдени и едноставно тие се имаат свој нов вредносен систем, тоа се луѓе образовани, специјалисти, магистри, доктори, специјализанти, одат, колку знам, ги праќаат во Лондон, во Брисел, во Париз, во Америка до специјализација, до учување, и за мене тоа е новата политичка икона на ВМРО ДПМН која не може да донесе до лошо на македонската држава и на македонскиот народ, имајќи во предвид дека јас имам едно резонирање дека ВМРО 6 години не е укашкана во никаква државна афера, во никаква афера поврзана со државната благајна, динар нема потрошено, штета нема никаква направена, напротив, тоа го правеа луѓето од СДСМ-то и коалиција. Лично мислам дека ВМРО полека созрева за да дојде на власт. 6 години ја научи лекцијата, еве во опозиција е, да не забораваме од минатата година во 43 општини, вклучително и Скопје, освои локалната власт. Првите резултати ги гледаме во 10 на 15-20 општини, па на оние што ја ги анализирам, дека е драстична разликата, дека имаме почетни резултати, развој и така натаму. Сето тоа треба да се преточи само на државно ниво и да се подсетиме на славните денови на ВМРО од минатото, кога имавме инвестиции, кога имавме намалување на невработеност, кога имавме грижа за социјалната и така натаму и така натаму. Сега морам да кажам дека не е осамено ВМРО ДПМН, јас ги гледам контурите на една генерација, коалиција. Јас имав прилика декември работе во Куманово на еден проект, ја го видов какво е во зародиш или во првичен развој движењето на градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Ја следам левица, иако има некои препукувања помеѓу ВМРО и левица, ако тие се добри, тие се здрави за демократијата на Република Македонија. Тука некаде во тој триаголник, па со освестување на Павле Трајанов и неговата партија, се уште веруваме ЛДП ќе се свести, и дом кој засега се во скутот на оваа корумпирана власт. Тука некаде ја гледам и со постојните 20 на политички партии, на малцинствата, би рекол, не на деловите на народите што живеат во Македонија, се едната коалиција која Македонија ќе направи горда, која ќе почне еден економски развој во Република Македонија, едно социјално заживување, и кога народот нема да оди по контейнери, него од неговиот труд ќе може да живее од први до први. Ете, така јас гледам дека ВМРО ДПМН ќе освои мнозинство и пазете, полека се раѓа феноменот трета партија, повеќе од потребно му е потребно на ВМРО ДПМН за да не биде уценуван од албанскиот блок. И еве, сигурно ви кажувам, 2 месеца поминав во изградовите во Република Македонија, истражував нешто, ви тврдам дека македонскиот блок што ќе го предводи ВМРО на следните парламентарни избори ќе освои повеќе од 61 пратеник, и тоа значи бујрунце и за сите останати албански партии има без уценување. Нема да можат да уценуват, ќе ви даеш 8 министри, ќе ви даеш 20 врвни директорски места и не знам што уште, да го запоседнам судството и така натаму. Не, без уцени, со договори вистински кои
кои личат на демократијата, ќе имаме нова власт која ќе биде, гарантирам, стотици пати подобра од оваа власт. Дај Боже. До нас стигна една информација дека председателот Пендаровски се јавувал кај неколкумина пратеници за да ги моли да останат во коалицијата и да ја поддржат реконструкцијата која ја предлагаат Ковачевски и Ахмети. Ваш коментар за ова, господин Костов? Не знам, ја немам сигурни информации за ова, ама ако е така, му советувам да не се меша на председателот кај што нема место, бидејќи тој е прв граѓанин на државата наша Република Македонија и тој не треба да политички да се меша во извршната и законодавната власт. Напротив, тој има соработка за меѓународните односи и нешто за безбедноста и ќе треба да си ги гледа тие работи, бидејќи едното и другото не ни се баш на завидно ниво, а нека ги остави политичките актери, дали се од опозиција и позиција, да сами се договараат. Значи, мој коментар е, ако е така, повторувам, ако е така, го молам председателот да не се меша во ингеренции кои не му доликуваат. Како ќе ја прокоментирате најавената условена поддршка на реконструкцијата на владата и на парламентарното мнозинство од страна на Дом, како и причините кои ги посочи председателката Морачанин, а тие се домашното политичко делување, подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, решавање на корупцијата, изборниот законник, односно промената на изборниот модел, причини за кои Демократскиот сојуз на Павле Трајанов пред некој ден ја напушти владата. Но и неколку збора, ако сакате, за навената условена поддршка за реконструкцијата на владата од страна на Скендер Реджепи, кој делува како независен кандидат, а кој претходно беше дел од алтернатива. Ми заликува како мал Павле Трајанов, да ти кажам. Како Павле Трајанов од пред 2-3 месеца, кој најавуваше, ама не беше одлучен и решителен, и сега се одважи и излегне, и моите комплименти и за неговата партија, и за Павле Трајанов, ако сакате и заменик министерот, новинарот, што даде оставка, бидејќи тој ми бил многу добар и драг соработник и на еден начин ја кажа вистината за оваа власт. И дури во една емисија која гледавте кажа како Османи му кажувал на премиерот дека му се јавиле американците и тој морал да замине во Бугарија да ги вади врелите костени и да го посетува оне криминалецот и така. Каква бласфемија, какви лаги. Еве, јавно го повикувам министерот Османи да каже што подразбира под поимот американците, кои се тие американци немучно му се јавиле и јавно да каже, а не на седница и тоа дури затворена седница на владата, дека нему му се јавиле американците и нели е тоа негирање на премиерот на оваа држава Ковачевски, ако некој треба да му се јавува на некого во Република Македонија, тоа е на премиерот, на председателот на државата и председател на парламентот, па и нека бидат американците. Ама добро е што Жоро ја откри овој срам и еве Османи нека даде одговор на оваа работа. Значи, оваа господја нема храброст сега за сега да излезе од коалицијата и поставува услови. Тоа е одење по подолгиот пат од излегување од коалицијата и лично мислам дека напролет или не знам кога оваа господја и нејзината партија ќе излезат, а ако се присетиме, до едно време беше прекрасна зелена партија, а сега нема ни З од зелена партија, туку една бюрократска партија, каде што има кадрски превривања, па и лажна поддршка за лидерот, бидејќи имам информации дека на 10 на 15 од ранока биле за смена на лидерот, ама со помош од СДС, тоа малку е заташкано и така натаму и така натаму. Значи, тоа е еден вид лицемерие, тоа е еден вид немање храброст сега да се пресечи и ето затоа поддршката е условена. Скендер Реджепи не го коментирам, тој е познат лицемер. Скендер Реджепи еднаш кажува едно, друг пат кажува друго, еднаш кажува едно, друг пат прави друго и не е конзистентен и ајде да видиме што ќе испадне и од Скендер Реджепи. Така да мислам они се нерелевантни и Дом и Скендер Реджепи и само привидно може да стои дека тие одлучуваат дали се 61-иот, 62-иот пратеник. Не, лично мислам дека фактор кој ќе одлучи се граѓаните на Република Македонија и тие ќе бидат од првиот до последниот 120-тиот пратеник
кој ќе работи за интересите државни и национални на Република Македонија и на македонците. Така. Господине Костов, ви благодариме и денес за учеството во Македонски корени. Посакуваме да си имате убав викенд и успех во она што ви е во план. Секое добро, пријатно до слушање и секако скоро да Благодарам, честа беше моја. На крај само сакам да кажам, првпат се слушаме година, за жал не се видовме, за тај моите конексии одите поддршката, а посакувам мирова година, не само во Украина, туку и во целиот свет, бидејќи малку е неправда кога таа војна се фаворизира во тоа да бил престанала, а останатите војници премолчуваат и конечно да бидеме актери и учесници на една мирна, прекрасна година, која може да ни донесе само добри работи, а не тага и незадоволства. Да сте ми живи и здрави и моите поздрави до вас и до сите македонци во Австралија. Господине Костов, знаеме дека сега веднаш тргнувате на пат, да ви посакаме само среќен пат и возите внимателно. Благодарам. Секое добро. Благодарам да сте ми живи и здрави. Чао, чао. Довидување.